Денешниот прес се прес на советничката група на ВМРО-ДПМН во Советот на општина Охрид ќе биде поделен на два дела и ќе опфати два елементи и важни точки и теми кои што ќе се расправаат на утрешната седница на Советот на општина Охрид. Пред нас имено е уште една седница на Советот, на која локалната самоуправа упорно сака да турка активности кои се спротивни на интересите на граѓаните на Охрид и спротивни на приоритетите на Охрид како град со културни и природни вредности. Имено, локалната самоуправа Охрид упорно пред советниците на седницата на Советот турка детални урбанистички планови кои во многу од деталите се спорни и целосно гледано деструктивни кон зачувувањето на старото градско јадро. Изградбата на висококатници на паркингот Ривиера, самото проширување на комплексот на хотелот Ривиера, високи градби во зелените појаци во строгиот центар на градот, ширење на комплексот Летница се само дел од елементите кои реално предизвикуваат продолжение на нарушувањето на старото јадро на Охрид. Спротивно на ова туркање во амбис, Националната установа Завод и музеј и Управата за заштита на културното наследство јавно деновиве се изјасна дека овие детални урбанистички планови немаат добиено позитивно мислење по однос на продолжување на процедурата и не може да влезат во процедура макар и во нацрт фаза, ниту пак има добиено мислење од стручните институции по однос на евентуалните измени направени во самите планови. Ќе цитирам дел само од писмото од Управата за заштита на културното наследство. Вели, со оглед на обврските кои произлегуваат од член 2 став 1 од Законот за заштита на културно наследство, вградувањето на заштитно-конзерваторските основи е задолжително, а управата е органот која контролира и констатира вграденоста на тие основи во планот. Вграденост на основите во плановите, така што усогласеноста на планските решенија со пропишаниот режим на заштита во заштитно-конзерваторските основи не е констатирана од страна на управата. А со оглед на задолжителноста на вградување на одредбите од основите во планот, ставањето на планот на седница ќе создаде нереална слика и заблуда кај граѓаните за можноста за реализирање на предложените плански решенија. Овој изводок доволно говори и доволно ни отвара сомнеж дека локалната самоуправа Охрид, не почитувајќи ги мислењата дадени од стручните институции, игра на картата на манипулација на граѓаните на Охрид, посебно на граѓаните кои имаат интерес во локациите, создавајќи им нереални очекувања за остварување на нивните бареми. Секако дека има други начини собствениците да ги остварат своите права, но никако не смеат да бидат жртви на манипулации на локалната самоуправа, посебно ако се работи за незаконски пристап и неспроведени процедури за кои веќе се изјаснали надлежните институции. На таквите манипулации со деталните урбанистички планови што ги изведува локалната самоуправа не смее да не седнува ниту еден заинтересиран граѓанин, ниту пак граѓаните на Охрид воопшто. Нашиот став како советничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата бил и ќе биде. Нема да поддржиме ниту еден план кој е под сомнеж дека се носи во незаконска процедура, без одобрение, и ниту еден план со кој се врши нарушување на старото градско јадро и крајбрежјето на Охрид. Но секако дека сакаме да има солуција и нашиот предлог би одел во правец на тоа парцелите кои со процесот на денационализација им се вратени во собственост на собствениците да бидат откупени од страна на локалната самоуправа според пазарна цена на земјиштето и потоа на тие површини локалната да уреди објекти од јавен интерес. Поаѓаме од гледиштето дека јавниот интерес и во Охрид и воопшто во државата бил и секогаш треба да биде приоритетен пред било кој и било каков приватен интерес. Ние имаме поинаква визија за Охрид и затоа макар и уште еден квадратен сантиметар да остане слободен во Охрид, ние ќе се бориме и за негово зачувување и за негово ставање во функција на граѓаните на Охрид. Тоа е непроценливо, а сепак за се друго, за жал, тука се 13-те баксузни гласови во мнозинството предводено од СДСМ и Народна, кои се леснотија години наназад, без респект, одлучуваат надвор од интересот на Охрид, а во корист на хаосот и нарушувањето на препознатливоста на нашиот град.